Во саботата Македонија дишеше во илинденскиот дух. Се славеше македонската храброст, револуцијата и нашето постоење и живење. Покрај Крушево, Пеленце и Трново, Илинден се прослави во Смилево, Демир Хисарско. Повеќе години сме сведоци на едно пристојно одбележување на Илинденското востание во Смилево од страна на општината, но се сведува на општинска и општинско-регионална прослава, без присуство на државни делегации. Меѓутоа, повеќе години сме и сведоци на инфериорноста на Даме Груев и Смилево во однос на државното одбележување на Илинденското востание, така што, според нас, незамисливо е да се одбележува најголемиот настан кој го искажува нашиот идентитет, без да се спомене центарот на востанието Смилево, без да се споменува Смилевскиот конгрес и неговите историски одлуки, без да се споменуваат акциите и териториите на востаничката опфатеност, без да се спомнат сите ослободени територии и на крајот без да се споменува основачот на ВМРО, идеологот и водачот на Илинденското востание Даме Груев. Велат не треба да се заборава легитимната историја. Бугарскиот културен клуб од Скопје е здружение регистрирано во Македонија и може да одржува собори на територијата на Македонија. Меѓутоа, таквите собори да бидат испровоцирани од гостите кои доаѓаат од Бугарија, да ги величаат нашите револуционери и да ги искажуваат како нивни, а од друга страна да го негираат нашиот идентитет. Не можеме да се сочиме, бидејќи Смилево не заслужува такво однесување, заслужува државна прослава со државно покровителство и со државни делегации на највисок ранг. Крајно време е државата се соочи со историската вистина и да организира државно чествување паралелно со Крушево и Пелинце и во Смилево. Како слободен граѓанин, почесен граѓанин на Слепче Демир Хисарско, како член на Сдруженијето на почитувачи на ликот и делото на Дамјан Груев, Џамбазов, според легитимни записи, проговори за постоењето на бугари во овој дел од Македонија. Многу сака да истражува, уште од дете, особено историјата ме возбудувала. Земете го, прочитајте го Крушевскиот манифест, во кој македонците го напишале на македонски јазик, се разбира со крушевски дијалект, каде што ги повикуваат турците, арнаутите, торбешите и власите да се приклучат на таа голема идеја. Никој никогаш не спомнал бугарин, нити пат бугарин прошетал низ тие краишта. Дури постои една анегдота за крајот на Втората светска војна, дека во Демир Хисарскиот округ имало само двајца бугари кои живееле во селото Жван со своите жени, кои до 47 година не сакале воопшто да си одат, ото им било убаво, па им се јавувале од Софија од престолнината да ги обавестат дека војната е одамна завршена. Толку имало бугари во тие крај. Велат дека правилно и легитимно ќе се обратат до сите државни институции барем до година, ова големо и од историско значење место да не биде заборавено од македонците, посебно не од државниот врв.